По отстранувањето на правната рамка за добивање на заостанатите субвенции, земјоделците од Струмица се надеваат дека во наредниот период конечно ќе започне исплатата. Од Сојузот на синдикати од регионот велат дека веќе исконтактирале со надлежните, им било кажано дека не постои пречка да добиваат субвенции. За нив, како што велат, овие пари годинава се најпотребни од било која, бидејќи една од најтешките години за нив. Земјоделците со нетрпение ги обчекуваат субвенциите. И информациите што ги имам, значи од платежна, вчера разговарах со директор Игор Златков и од Министерството за земјоделие, значи не постоја пречка. Од денеска да почнат има подпишено налози да се исплаќаат земјоделците. На сметките на земјоделците годинава треба да легнат околу 92 милиони евра субвенции. Ние не застануваме тука, бараме на Словенија, ако има 300 милиона евра субвенции, сакаме и ние да одиме понагоре, да има поголема поддршка во областта на аграрот. Од Министерството за финансија чекаат одлуката од судот, но констатираат дека буџетот е ликвиден и има средства од државната каса за субвенции на сите земјоделски производители. Треба да ја видиме одлуката и треба да видиме кога ќе биде објавена. Доколку одлуката не е спорна, значи доколку постои стварно времена мерка, јас бев информиран од медиумите, во тој случај, ако не постои законска пречка, ќе може да се отпочне со исплата на субвенции. Митев потенцира дека на земјоделецот му се неопходни со цел развој и квалитет, а паралелно и поголем пласман на европските пазари.